очигледно дека општинската администрација советот го доживува како нешто преку кое што би се легализирале, односно би се донеле одлука за легализација на одредени објекти без ние да проверуваме. Зошто го викам тоа? Затоа што ние не можеме да изиграваме полицајци по однос на водењето на постапката, буквално значи полицајци по однос на водењето на постапката, дали е тоа правно запазен рокот, дали е во одреден рок градено, дали е поднесена документација на времено, кога излегла комисијата на терен, што затекнала, и така ние од денешен аспект сега имаме легализирање на безмалку чудни објекти не само на оваа седница, него на многу седници наназад, и можам да кажам дека сум изненаден од начинот на функционирање. Меѓутоа, на крај, ако ја иземеме општинската администрација или секторот за урбанизам кој што ги поднесува овие точки, сепак градоначалникот и неговите најблиски соработници мораат да проверуваат што во суштина станува збор односно какви точки од областа на легализација во урбанизмот доаѓаат до нас како Совет. Факт е дека на секоја седница на Совет се повлекуваат разноразни точки. Факт е дека за некои се кажува дека е недостаток на техничка документација, за некои дека тоа не е објект, некаде легализираме тенди, некаде бараки, имавме случај пред некаде 6 или 7 месеци кај што исто така бараки кои што порано се користеле во царината биле поставени, така да реалноста е таа и нас како Совет во наредниот период, ние како советничка група, верувам заедно со советничката група на СДСМ, ќе побараме да ни бидат доставувани и слики од самите објекти, за да знаеме што точно ние како советници носиме, односно одобруваме и легализираме.